Кога ќе ја прочитате најновата книга на Игор Крајчев 21, ќе сватите прво дека поезијата не е баш непотребна работа денес, затоа што може да одговори на клучни животни прашања и да ви помогне многу полесно да се справите со живот. И второ ќе сватите дека имате работа со навистина зрел поет, кога јас го следам од најмлади години, кога почна да пишува, па се до сега. Мислам дека моментално во неговото поетско дело имаме нешто од врвовите на македонската книжевност, што значи дека човекот станува веќе готов поет, кој е готов, значи подготвен да се појави во странство и да си се појави едноставно и да конкурира за престижни поетски признанија. Крајчев е зрел поет кој знае од минимум зборови да извади максимум емоции, максимум слика и максимум поезија. Тоа е негово мајсторство. Почитувани гледачи, вие го следите најновото издание од емисијата Од своја страна. Мој денешен соговорник е велешанецот Игор Крајчев. Игор Крајчев го красат повеќе епитети. Се јавува како писател, поет, како дел од председателството на Друштво на писатели на Република Македонија, како есеист и како директор на една од најуспешните библиотеки кај нас, градската библиотека Гоце Делчев во Велес. Велам добре дојде за Игор Крајчев. Добро вечер и благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Така, Игор само што заврши промоцијата на твоето најново поетско дело, односно поетското дело насловено како 21. Најпрво би ти честитала за беспрекорната промоција на ова твое најново дело. Благодарам, но и благодарам што бевте гости на самата промоција што проследивте. Така, Игор, за краток временски период добивате две значајни награди. Наградата Петарка на Велич, која што ви ја доделува Хрватското книжевно друштво, како и нашата награда Јован Котевски, која што ја доделува книжевно друштво Бран од Струга. Колку овие награди се значајни за вас? Што представуваат овие две награди? Благодарам што сте ги проследиле овие книжевни збиднувања. Обично кај нас книжевноста е нели помалку маргинализирана, но еве среќен сум што една новинарска екипа и една новинарска куќа, медиумска куќа ги следи овие книжевни збиднувања кои што за нас писателите се значајни. Имено би бил неискрен, морам да кажам дека навистина ќе бидам неискрен и кон вас и кон себе си, ако кажам дека не ми се важни овие признанија, не поради нивните величини како книжевни признанија, туку поради тоа што се прво доделени од фелата, значи од книжевната фела, а второ поради грандиозните имиња на овие книжевни дејци кои што ги носат. Морам да признам дека јас како автор кој што се уште го нема кажано својот поетски и последен збор во литературата, овие награди ги сметам пред се како еден вид на ветар во грб, како еден вид патоказ дека сум на вистинскиот пат, дека се движам во вистински правец, но никако не дозволувам не само овие, туку било која награда да ме воздигне, да ме возгорди и да придонесе да се чувствувам дека сум го постигнал својот книжевен врв. Знаете, наградите понекогаш, особено за младите автори, се помалку и опасни, заради тоа што можат да придонесат и да стагнират или да запрете во вашето книжевно напредување. Ги ценам и благодарам на луѓето кои што ги процениле книжевните вредности на моите дела за кои што се наградени и за кои што сум ги добил овие награди, но сметам дека тоа е една завршена етапа и дека пред мене предстои уште многу работа. Така, освен што сте активен во поезијата, активен сте и во прозата, во есеистиката, како и во културно-научните истражувања. Каде најдобро ќе го препознаеме Игор Крајчев? Каде се чувствувате најсвој? Така, можам слободно да кажам дека јас најмногу се гледам себе си како поет. Мене поезијата ми е едно умилено поле на раскрилување. Можеби затоа што доаѓам од поетски град како што е Велес, можеби затоа што пораснав со поезијата на Рацин, со стиховите на многу грандиозни поетски имиња во македонската книжевна сцена, можеби затоа што студирав книжевност во Скопје, но сметам дека тоа е индивидуално гледиште. Еве, пред малку на промоцијата
Самиот промотор Венко Антоновски кажа дека иако еве вечерва е тука да ја промовира мојата поетска книга, тој повеќе ме сака како прозаист. Уживам во прозата, но сепак сметам дека она што е вистински силно и вистински внатрешен порив може да се долови и да се искаже единствено преку поезијата. Не е тешко да се чекори исправено и не е тешко да се избрише туѓа солза. Не е тешко да се разликува добро од зло. Тешко е да се одбере помалото од двете зла. Затоа чекори напред. Не се откажува од песната само затоа што треба многу време да ја напишеш. Времето секако ќе помине. Затоа само чекори напред. И ако еден ден твојот пат заврши со амбис, не значи дека треба да скокнеш во него. Едноставно седни. И уживај во гледка. Секој кој има свест дека светот не е совршен, дека е тоа тоталитет 99, не е 100, и останува една пукнатина во светот, која треба да се исполни, а може да се исполни само со поезија, односно со тој резервен збор, кој на сите ни недостига, универзален збор, со кој би означили се, тоа е поезијата. Само човек што има такво чувство може да биде голем поет, а тоа е мојот колега. Токму на самата промоција професорот Антоновски напомена, односно како да ве стави во пакет со големите Анте Поповски, Кочо Рацин. Се чувствувате ли зрел да бидете наследник на Рацин? Искрено сметам дека тоа е голем епитет. И она што можам со сигурност да го кажам во моментов е дека најмалку што можам да направам е да се обидам да ги оправдам овие зборови во понатамошните мои дела. Учествувате на повеќе домашни, но и странски фестивали, како и научни средби, и тоа можеби како да ви дава увид во современата македонска книжевност и во книжевноста во другите земји. Ајде да направиме една паралела. Каква е нашата книжевност во однос на книжевноста во другите држави? Македонската книжевност не можам да кажам дека е во одлична состојба, заради тоа што кај нас како да фали малку поголема валоризација на самиот книжевен труд. Пред известно време во едно книжевно интервју кажав дека во Македонија е невозможно да се биде само писател. Тоа е затоа што сметам дека кај нас фали поголема валоризација, не само естетска, не само книжевна, туку и материјална валоризација на книжевниот труд. Вие можете да постигнувате книжевни врвови само ако целосно искрено се посветите на литературата. Порано писателите тоа го правеле преку мецени, преку можности кои што ги добивале, да се посветат, значи, задоволувајќи својата материјална страна, да се посветат само на литературата, само на книжевноста. Денеска тоа не го можеме. Сите ние писателите мораме нешто и друго да работиме за да можеме да преживееме. Значи вие тврдите дека кај нас не може да биде само писател. Тешко, многу тешко. Треба да многу да издавате, треба многу да продавате, треба да бидете можеби повеќе и маркетинг менаџер, за да можете да постигнете она што на пример на запад писателите го прават преку своји агенти, преку своји PR компании. Во Македонија за сега таа цела гранка како бизнис зборувам сега не постои, не е развиена и сметам дека е многу тешко, но ме радува тоа што литературата живее. Литературата во Македонија е жива. И поезијата и прозата, имаме на грандиозна млада генерација на поети кои што без оглед на сите овие фактори кои што ги набрав пред малку, дека во Македонија не можете од литература да станете светски познат писател, или можете многу тешко, дека не можете да се збогатите или да имате некој пристоен живот само од пишувањето, и покрај тоа пишуваат, и покрај тоа творат, и покрај тоа имаат гениални дела, и навистина сум горд на оние кои што навистина сериозно се занимаваат со литература. Така, мене тука ми се нават на прашањето, да, се твори литературата, односно книжевноста живее, меѓутоа колку се чита? Еве колку кај нас се чита поезија? Искрено, еве како директор на библиотека да можам да кажам дека велешани се активни читатели, дека се вредни читатели, дека
будно го следат она што е актуелно на светската, на домашната книжевна сцена. Меѓутоа имаме една представа дека како да отсуствува читањето на сериозна и квалитетна литература. Повеќе како вниманието да не го одземаат некои по-лесни книги, по-неквалитетни книги кои што се увезуваат со цел да се добие некој брз материјален придонес на самите издавачи, но повторно ќе кажам, за издавачите издавањето е бизнис, тие сакаат да профитираат од тоа, но сметам дека потребна е малку поголема едукација на што е квалитетна литература кај самите читатели, и сметам дека и ние како библиотека, но и писателите преку своите промоции, преку најразлични книжевни трибуни, тоа го прават, значи се обидуваат да укажат на она што е квалитетно и на што треба да биде прочитано, но сепак на крај последниот збор го имаат сепак читателите. Тие се тие кои што ќе одберат дали ќе читаат ова или онаа книга. Учествувате на повеќе домашни, но и странски фестивали, како и научни средби, и тоа можеби како да ви дава увид во современата македонска книжевност и во книжевноста во другите земји. Ајде да направиме една паралела. Каква е нашата книжевност во однос на книжевноста во другите држави? Така, јас бев во еден период дел од организацијскиот одбор на Рациновите средби, можам да кажам дека навистина сум горд на тој период кога можев лично да предонесам за едно така убаво издание на овие Рацинови средби, една книжевна манифестација со која пораснав и која навистина е дел од мојот живот и од моето прозно и поетско живење. И среќен сум што имав можност да дадам свој придонес во развојот на таа манифестација. Иако не сум повеќе член во тој организацијски одбор, можам да кажам дека сепак сум, кога сум повикан и кога сум потребен, ги давам своите размислувања, својот придонес се уште. Моментално овој организацијски одбор кој што е сега актуелен е навистина исполнет со едни ентузијасти, со луѓе со широки видици, со луѓе професионалци кои што навистина си ја знаат својата работа, и дека мило ми е што е повторно Рациновите средби го враќаат својот стар книжевен сјај кој што го има во минатото. Во минатото Рациновите средби беа еден белег на распознавање на Велес, еден бренд на Велес, и мило ми е што еве повторно тоа се враќа во Велес. Бев и оваа година бев и дел од жири комисијата за доделување на големото Рациново признание, и морам да кажам дека тоа беше за мене едно фантастично искуство. Прочитав многу ингениозни дела, многу ингениозни романи, но сепак најтешката работа што може да ја има еден член на жири комисија, особено кога е во прашање на така врвна и голема значајна награда, и тоа што и покрај тоа што читате многу значајни и големи дела, на крај морате да одлучите само за едно. Така. Живее ли Велес во духот на Рацино? Сметам дека живее. Знаете, Велес е книжевен град. Велес е град на култура. Тоа го кажав и на самата промоција. Вие ретко во кој друг град можете да имате два книжевни настани кои што се поклопуваат со време, а да имате полни сали. Велес го нуди тоа. Било кој автор кога сака да направи книжевно дело или било каква културен настан во Велес, не мора да стравува дали во исто време ќе има некое друго културно збиднување во градот за да не се подели публиката. Велес секогаш има публика гладна за културни збиднувања, и затоа сум горд и на својот град и на своите сограѓани. Така. Господине Крајчев, директор сте на една од најуспешните библиотеки кај нас, тоа е градската вилешка библиотека Гоце Делчев. Како е да се работи со еден библиотекарски тим кој што еве се труди да ја издигне оваа институција која што е важна за општеството? Точно, Велес е град кој што е гладен за култура, и да се биде дел од една институција која што е еден, можеме да кажем, стожер на културата и културното живење во градот, воопшто не е едноставна работа. Јас уште кога почнав да работам во библиотеката, во својата програма напишав дека библиотеката ја гледам како еден од трите културни стожери на културното живење во Велес, покрај музеот и покрај театарот во Велес.
и многу сериозно ја свативме не само јас, туку целиот тим кој што работи во библиотеката и кој што работеше, затоа што во меѓувреме повеќе наши колеги се пензионираа. Многу сериозно ја свативме таа наша мисија и можам да кажам дека до ден денеска сме достојни на тоа наше убедување, на тоа наше обстојување. Може би не случајно, може би затоа токму Библиотекарското здружение на Македонија во два наврати во 2014 година и 2016 година ни ја додели престижната награда Библиотека на годината, на што како тим сме многу горди. Јас во двата наврати кога добивме таа награда се заблагодарив и посочив дека тоа не е награда на само на директорот, тоа е награда на целиот тим, затоа што овде јас не работам само, да има еден цел тим кој што стои зад секое културно збиднување. Активно работиме, се трудиме да соработуваме со читателите, се трудиме да соработуваме со нашите членови. Неретко ги слушаме нивните барања, затоа што навистина, како што кажав и предмалку, имаме дисциплинирана и начитана публика која што не доаѓа овде со барање да им препорачаме книга, туку доаѓа со веќе јасно готово барање, со јасно зацртана книга која што сакаат да ја прочитаат. Тие истражуваат, бараат што е тоа што е актуелно на македонската, на светската сцена, дури често пати ни бараат и книги кои што се уште не се ни преведени на македонски јазик. Навистина е многу сериозно и одговорно да се работи со таква особено публика, затоа што сериозна, начитана, информирана публика не дозволува никакви импровизации. Тука ќе вас запрашам каква е соработката на библиотеката и конкретно со општина Велес, со литературниот клуб Кочо Рацин од Велес? До сега сме имале прекрасна соработка со општина Велес, тие ни се наши постојани партнери. Можам да кажам дека сум навистина благодарен за тоа што во секоја прилика се обидуваат да ни пружат техничка, материјална помош. Ние како библиотека сме слабо екипирани со кадар и многу работни места ни недостасуваат, па општината неретко ни излегува во пресред со своји човечки ресурси, со своја помош техничка, материјална, и можам да кажам дека навистина имаме прекрасна соработка и можеби дел од нашата успешност како институција се темели токму на убавата соработка со општина Велес. Што се однесува до соработката со книжевниот клуб, можам само да се пофалам и да имам само суперлативи за нашата соработка, заради тоа што клубот е исполнет со луѓе кои што се книжевни влюбеници, со книжевни творци, со луѓе кои што ја знаат вредноста на поетскиот, на прозниот збор и навистина ни помагаат многу во наши книжевни чествувања, во наши книжевни настани кога сакаме да одбележиме дали одредено големо име на македонската сцена, дали одреден јубилеј на македонската книжевна сцена. Така што тие се наши редовни партнери. Ако прв некој партнер посакаме за било кој настан, тоа ние клубот за писатели. Дури тие ни се наши редовни гости во библиотеката, ги одржуваат и своите состаноци, така што можам да кажам дека тоа е една синергија, една навистина силна симбиоза помеѓу библиотеката, помеѓу клубот на писатели. Во 2005 година издавате првата книга. Денес ја промовирате вашата последна поетска збирка 21. Што се случува во тој меѓупериод? Што се издававте? 15 години се случија во меѓувреме. Во 2005 година излезе Реалности, мојата прва поетска книга, мојата прва средба со поезијата и на некој начин едно несигурно пробување на подлогата и на што значи книжевно зачекорување во светот на поезијата. Потоа во 2007 и во 2009 година издадов два романи, малку се оттрнав од светот на поезијата, се пробав во светот на прозата и според моите промотори и според книжевните проучувачи имав навистина два добри настапи во светот на прозата. Тоа беше со романите Војни и херои и 3 секунди. Но сепак повторно ќе кажам, јас најслободен се чувствувам во светот на поезијата. Прозата е убава, ви дозволува слобода, но доволно толку за да не се чувствувате дека сте заровен. Поезијата, на друга страна, во поезијата го немате тоа. Можете да се раскрилувате колку сакате, таму имате безгранична слобода. И повторно се навратив на поезијата, иако паралелно работам на второто продолжение од романот
војни херои, сепак сметам дека се уште не е дојдено време за да се објави, дека се уште не е финализиран тој производ. Се сеќавам на зборовите на промоторот Андоновски кога го промовиравме Војни херои, рече дека Војни херои е роман со кој што онаа замислена пречка на достигнувањето на успехот е многу високо поставена и дека во следниот обид ќе мора да биде надмината. И јас тоа сериозно го сватив и не сакам да избрзувам, сакам да го финализирам на достоинствен начин, како што заслужува тој роман и тоа име. И затоа од тогаш се вратив на поезијата и објавив две нови поетски книги, тоа се Круг полукруг во 2015 година, за кој што добив наградата Караманов, специјалната награда Караманов, и ова 21, за кој што добив наградата Јован Котевски. Од каде идејата за 21? Што всушност ева означува самото конкретно име? 21 е едно продолжение, можам слободно да кажам, на Круг полукруг, иако во Круг полукруг ја барав потрагата по совршеноста. Дали ние сме полукруг или една нецелосно затворена несовршена форма, или сме круг совршена форма. Иако имаше одредена двојба во таа книга, некоја филозофска двојба, некој разговор сам со себе, овде во 21 сметам дека таа потрага е конечно завршена, конечно доречена, но сепак оставам уште едно продолжување, затоа и тоа е еден на крај, затоа што завршува една низа, но со единицата почнува една нова. Може би се осознав конечно и како автор и како човек, но најавувам една сепак нова етапа која што следи понатаму. Што е следно во твојата агенда? Имам доста необјавена поезија, сметам дека многу скоро ќе има нова поезија, малку поразлична од сето ова што го издадов досега. Сметам дека во период кој што следи конечно ќе успеам да го финализирам онака како што јас замислувам второто продолжение, вториот дел од романот Војни херои, и дека следната моја книжна промоција наместо со поезија ќе биде со проза. Така. Игор, на самиот крај, еве што би им порачал на младите љубители на пишаниот убавство? Би им препорачал да ја читаат преубавата македонска литература. Без оглед на тоа дали се љубители на проза, без оглед на тоа дали се љубители на поезија. Да им дадат шанса на македонските автори. На одредени блогови сретнав одредени видувања конкретно за Војни херои, дека изгледа романот убав, меѓутоа луѓето како да се одбиени од тоа што ќе видат македонски автор. Дајте им шанса на македонските автори. Имаме навистина прекрасни автори, имаме прекрасни имиња, имаме луѓе кои што се навистина моćни во својата десница, моćни во своето перо, и навистина сметам дека е штета ако можеби подсвесно повеќе им даваме шанса на странските автори отколку на македонските. Ние имаме прекрасни автори, ние имаме преталентирани творци и навистина можам да апелирам да се чита македонска литература. Така, господине Крајчев, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од емисијата од своја страна. Јас ќе ви посакам уште многу нови наслови, многу нови дела и промоции, а телевизија Сонце секогаш ќе биде во тек со вашите успеси. Благодарам на поканата и навистина сум среќен што уште еднаш ќе кажам што проследувате вакви книжевни настани. Ве поздравувам и ви посакувам да продолжите со оваа ваша пракса. Почитувани, тоа беше уште едно издание од емисијата од своја страна, овој пат со велешанецот Игор Крајчев. Јас ќе ви се заблагодарам што не следевте. На самиот крај ќе упатам поздрав до моите спонзори: Бутика Ангелиус, кој што се наоѓа во градски трговски центар на трети кат, и фризерско студио Дена, кој што се наоѓа во аеродром.